Аерозагадувањето во Македонија е веќе тема и во европските медиуми како земја со најзагадени градови на континентот. За загадениот воздух разговараме со Ана Чоловик-Лешовска од граѓанската организација Екосвест. Ана, владата најави 1,6 милиони евра за 50% да се намали аерозагадувањето во Скопје и во другите градови во рок од 2 години. Сега велат ќе дадат 2 милиони евра и дека проблемот е толку голем што средства никогаш нема да бидат доволни. Како гледате на овој владин план? Прво, многу е добро што владата воопшто носи таков план и го става аерозагадувањето како едно од стратешките, да кажам, проблеми, односно нивните напори за решавањето на овој проблем се евидентни и тоа е позитивно. Од друга страна, вистина е дека пари никогаш нема да има доволно, затоа што аерозагадувањето не е нешто што може да се реши за 1, 2 или 5 години. Кај нас верувам дека во следните 20 години ќе го решаваме проблемот и постојаното вложување во подобрувањето на стандардите и исправување со овој проблем е неминовна работа. Многу од ветувањата на оваа власт, вклучително и на локалната, беа во областа на животната средина, а според политичкиот бројач на апликацијата Мој воздух, градоначалникот на Скопје Петре Шилегов целосно има исполнето само едно од околу 40 ветувања. Што е според вас причината, политичка волја или капацитет? Не верувам дека е прашање на политичка волја, мислам дека повторно на партизација си го прави своето, си ја зима својата дели како се вика, данокот си го зема, со тоа што некакви валја кадрови решенија може би влијаат за тоа дали нешто се спроведува на терен или не. Нешто во однос на... Сакав само да демонстрирам со еден мал пример, прскањето против комарци. Беше многу интересно прашање. Зошто? Затоа што фирмата која треба да го направи прскањето била од опозицијската партија, па треба да се склучи нов тендер за да се даде таа задача на некоја друга блиска до власта. Мислам, тие работи се толку непријатни за граѓани кои едноставно сакаат да живеат во некакви си нормални стандарди, да им биде улицата чиста, навечер светло да им свети на улица и ѓубрето да им се тргне од пред контейнер. Како гледате на условите пропишани од владата за носење на итни препораки за аерозагадувањето, односно кога 2 дена поред концентрациите ќе бидат 188 микрограми на метар кубен, а Светската здравствена организација вели дека надминувањата над 50 микрограми на метар кубен се ризик за здравието? Да, веќе оваа уредба за прагот на информирање и алармирање е веќе променета во рок од 1 година. Вредностите се намалени и тој е процес кој ќе трае, да кажам, постепено како што ќе се подобруваат стандардите во животната средина. Дури и да поставите уредба која вели дека прагот на алармирање веќе е 50 микрограми на метар кубен, ние ќе се соочиме со ситуација каде што ќе имаме алармантни 4 месеци од зимата и тоа само по себе не е решение. Значи, без разлика кој ќе биде прагот на алармирање и информирање, фактот дека кај нас се уште е загаден и треба многу да се работи на тоа да се намалат емисиите на штетни честички во воздухот е тоа што вреди за ова да дискутираме. Оваа влада пред избори ветуваше и формирање на фонд за животна средина. Имате ли информации зошто досега не е формиран овој фонд? Постојано прашуваме каков е статусот со фондот за животна средина. Она што го дознавме последно нешто од министерот за финансии беше дека таков фонд во рамки на буџетот за 2019 нема. Има фонд за енергетска ефикасност кој сепак исто чекор напред, особено ако добро се уреди и ако е во корист на домакинствата. Во делот на фонд за животна средина, точно заменик министерот за животна средина многу пати вели и тврди дека таков фонд ќе се оформи. Огромен број од средствата од еколошките такси се вливаат во централниот буџет и за жал не одат, не завршуваат во
мерки за заштита на животна средина и нејзино унапредување. И тоа нешто мора да се смени, особено поради фактот што во животна средина има уште многу пари за вложување и голем број на инвестиции треба да се направат, а средства за тоа постојат, има, едноставно треба да се уреди на таков начин каде што средствата ќе се вливаат на едно место. Дел од големите индустријски капацитети не ги исполнија условите за добивање на интегрирани еколошки дозволи. Кои се според вас причините за ваквата состојба? Од една страна, нашите министерства, односно нашите институции, треба да се многу по-строги во примената на овие, да кажам, правила и во воспоставувањето на роковите. Како пример би го дала рек Битола. Од една страна рек Битола е еден од најголемите загадувачи во Македонија, од друга страна постојано му беа простувани роковите во времетрање од неколку години. Немаше напредок, едноставно ЕЛЕМ и нашето Министерство за животна средина едноставно не разговараа на оваа тема, а потребно беше да се договорат клучните мерки во однос на поставувањето на филтрите, десулфуризатори и така натаму и мерките за управување со прашината. Така што како би ги искоментирала, значи сметам дека институциите треба да се постават многу по-строго и да едноставно на индустриите кои се од профитабилен карактер да им наложат дека доколку не ги исполнат стандардите до одреден рок, едноставно нема да има дозвола да работат. За жал, во реалност се купува социјален мир со тоа што им се дозволува да продолжат да работат, бидејќи ваквите индустрии најчесто вработуваат голем број или значителен број на луѓе. Како го оценувате капацитетот на инспекцијскиот надзор? Дали 16 инспектори се доволни на ниво на Македонија? Сметам дека навистина треба да се зголеми бројот на инспектори. Во делот на нивната ажурност би рекла дека значително е подобрен нивната ефективност. Но за жал можеме да приметиме дека во одредени делови каде што тие по дефолт или вообичаено би требало да спроведуваат мониторинг, тоа не се случува. Во Македонија, согласно нашиот закон, кога спроведувате одреден проект кој има влијание врз животна средина, потребно е да се изработи студија за оцена на влијанието на тој проект врз животна средина и да се предвидат мерки за ублажување на ваквите негативни влијанија. Инспекторатот би требало да може да ги провери и таквите мерки дали се применети и како се применуваат. Во пракса од досегашното искуство тоа или многу ретко или воопшто не се случува. Затоплувањето на домакинствата според повеќе студии е едно од главните причини за аерозагадувањето. Дали сметате дека гасификацијата може значително да придонесе во решавањето на проблемот? Користењето на газ за затоплување е прифатлива опција исклучиво како транзиционо гориво, бидејќи гасот е сепак фосилно гориво, тоа емитува стакленички гасови, не треба да се третира како еколошко или безбедно решение. Во Македонија гасификацијата е доста спора, дури оние напори да се протурка гасоводот и по секоја цена низводно. Нашите власти ветуваат дека дури оваа зима веќе ние ќе ги гледаме придобивките од гасот кој поминува низводно. Мислам апсурдно и смешно за било кој се разбира од тоа дека едноставно гасификацијата е многу долг процес кој бара многу пари и многу време. Македонија во јуни 2019 година очекува отворање на преговорите со Европската Унија. Со што според вас ќе се соочи земјата со отварањето на поглавието 27 за животната средина? Ние доста често пати велиме дека отварањето на преговорите за поглавието 27 е клучно за да се сврти вниманието и акцентот на потребите, стандардите во животна средина да се зајакнат и подобрат. Отварањето на преговорите за поглавие 27 ќе значи еден политички притисок на некој начин врз нашите институции да го свртат своето внимание, бидејќи животна средина и заштитата на климата не се нешто што е одговорно само на едно министерство, тие се на некој начин хоризонтални прашања, интерсекторски прашања.
кои ги тангираат и другите сектори, енергетика, транспорт, земјоделие, шумарство и така натаму. Од тој аспект сметам дека е позитивно да се почне да се работи на оваа тема, затоа што Европската унија секогаш како џокер го држи поглавието 27, бидејќи без постигнување на потребните стандарди за животна средина и човековото здравје, не може ни да сонуваме да влеземе во Европската унија. Ви благодарам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.